што не е навлезан у ова да размислува активно и да го вложи во својот интелектуален капацитет, човеков ќе нема поема за што се работи. Значи, еден ден се стикчиња, друг ден се бел конј, трет ден е едно, четврт ден е друго, и народот веќе... Добро, работат ли нешто тие луѓе или измислат? Работат на направење на хаос. За себе. Работат за изолирање на суперелитата, што подалеку од народот, во смисол погоре. Што погоре, што поодвоени, што подобро ситуирани, што поголема контрола на парите, на тендерите и така натаму. Народот е помножен со нула. Народот треба само се контролира. Па тоа се на тајните и служби, а и општества, основните постулати за делување. Имаме процедура врз база на некое барање на адвокат. Добро. Кој го поднесо пред Врховен суд. И после? И одеднаш првиот човек на Врховен суд кој вела дека е во блиски релации со имала некоја блиска комуникација со Зоран Заев, колку е точно е тоа. Повлеко. Немаме информации, ја повлекла таа. И нема иницијатива за тој всушност аболицијата на Георги Иванов. Тоа веќе не постои. Па имате закон за амнестија, врз база на тој закон нели Сашо Мјалков ќе се врати, Никола Груевски ќе се врати, одеднаш СДСМ не го пушта тој закон со европско знаменце во парламентот за да може да го усвои, треба да се усвои со обично мнозинство. Имате конфликт помеѓу заменик министерот за правда, тој Викторија Мадич од редовите на СДСМ и Крена Лога од Алијанса на албанците. Прито тоа не е човек на Армен Таравари, тука е близок човек на Зиедан Села кој е претходен лидер на Алијанса на албанците. Значи нема амнестија и нема расправа за аболицијата на Георги Иванов. И имате КЗК, промена во КЗК, кој всушност им носи бенефити на луѓето кои се сега во Белата палата. Антонио Милошевски. И како тоа на Груев му помага? Структурите на Милена Киевски, структурите блиски на Христе Ницкоски, сите имат бенефит од сето тоа, Никола Груевски стикчиња прека USB. Па за тоа велам, значи само ако се претресе логиката, да се земат фактите што се познати од тие, сигурно има и непознати работи за нас. Логиката е сосема спротивна од она што ни се форсира како наратив дека Груе ќе дојде на бел конј и не знам што. Ја мислам дека во прашање е договор на елитите, на таа супер елита, како да се заштитат себе. И како да се амнестираат помеѓу себе. Ја тебе не те гонам, ти мене не ме гониш. И имате оној